Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе зборуваме на тема декриминализација на канабисот, кој модел би бил соодветен за Македонија, какви се искуствата од други држави и што се намерите на власта. Министре, дали вие лично сте отворени за идејата за декриминализација на канабисот за лична употреба? Јас лично да, апсолутно поддржувам. Мислам дека треба да се дискутира, мислам дека треба строго да се регулира, меѓутоа лично го поддржувам тој процес. Кривичниот законник моментално не предвидува казна за некој кој што поседува за лична употреба, но е воспоставена една силна пракса низ годините од полиција, обвинителство и судови и најголем дел од луѓето кои одговараат за тој член за дрога 215 всушност одговараат заради поседување за лична употреба. Практично ние во моментот, ако има консензус во институциите, може да се почне да се имплементира декриминализација. Талат Џафери кој што рече дека нашето општество во овој момент не е подготвено тутунот да го замени со канабис. Мислам дека коректно. Прво тоа никој не го бара, второ знаете што е васко парадоксална ситуација, да се цигарите, односно тутунот, докажано штетни, докажано предизвикуваат канцер и сега тоа му е прифатливо на претседателот на собрание секој да може да конзумира цигари, ама канабис кој што е докажано нештетен и има одредени сайд ефекти кои што може да се јават, кои што се привремени и кои што се смешни во споредба со тутунот, сега тоа ние не сме биле подготвени да го прифатиме. Одиме на пауза за реклами, па се враќаме со дебатата. Гледате 360 степени. Темата за декриминализација на канабисот повторно е актуализирана од повеќе адреси од невладиниот сектор во земјава. Премиерот Зоран Заев начелно ја поддржува идејата, но се чини дека клучната дилема на евентуално разидување е на прашањето дали треба да се дозволи одгледување на по неколку стебла канабис за лична употреба. Во моментов во земјава е дозволено одгледување канабис за медицински цели и употреба на масло од канабис. Но системот е критикуван и најверојатно ќе претрпи измени. Во собранието од септември чекано усвојување нов предлог закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, кој пред се треба да им возможи на лиценцираните компании извоз на сув цвет од канабис. Што се намерите на власта на оваа тема, а што ставовите и барањата на граѓанските организации, вечерва ќе разговараме со Венко Филипче, министер за здравство. Добре дојдовте во 360 степени, министре. Благодарам поканата. Наташа Бошкова, адвокат и правен советник во коалицијата Маргини и во ХОПС. Добре дојде и за вас. На видеоврска го имаме и Јанаки Митровски, адвокат исто така и еден од основачите на Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка. Добре дојде, Јанаки. Добро ве најдов. Предпоставам ова е ретка шанса со представник на извршната власт во оваа фаза од јавната дебата, условно кажано, да ги вкрстите аргументите. Ќе почнеме со министерот Филипче. Министре, што се намерите на извршната власт во оваа област? Слушаме повеќе изјави од премиерот овие денови. Дали може да ни кажете што се вашите намери? Во овој момент во рамки на ингеренциите на Министерството за здравство согласно законот за опојни дроги е најпрво издавањето на лиценци за одгледувањето на канабис за медицински цели. До сега издадени се 60 на лиценци компании кои што направиле навистина една сериозна инвестиција, сериозно голема инвестиција со вработување на млади кадри, експерти од областа на фармацијата, понатаму агрикултура и така натаму. Значи еден сериозно голема инвестиција во тој дел. Во овој момент законот исто така предвидува и препишување на канабис за медицинска употреба согласно концентрацијата на ТХЦ, овој делот од медицинскиот канабис, и тоа е во рацете на повеќе лекари, специјалисти во делот на
онкологијата, понатаму во делот на инфективната медицина, неврологијата, согласно експертизата, согласно болестите за кој е индициран на употребата на медицински канабис. Ние уште минатата година поднесовме во собранието закон за измена на сегашниот закон за опојни дроги. За жал, таа измена се уште не е помината. И тоа што правиме е модификација во делот на извозот на цветот, кој што сега сосем добро е регулиран како се лиценцира, како се произведува, се со цел да цветот биде извезен од нашата земја, а не само маслото, кое што сега дел од економските оператори кои што имаат лиценца го произведуваат, заради тоа што не сите инвестирале и во тој сегмент на преработување на цветот. Зошто таа измена? Прво сметаме дека ќе биде еден значаен приход на компаниите, понатаму и значаен потик за дополнителен развој на овие економски оператори, на овие компании. Еве, сведоци сме дека на фармацевскиот факултет, например, мултиплициран интересот за специализација во некои од специјалностите, кои што порано не биле атрактивни за младите колеги. 2 до 3 специализации во делот на фармацевска технологија, сега повеќе, кратно повеќе, што е доказ дека навистина се развива една нова сфера и во делот на одначување на таа извезена количина на цвет, еден дел кој што ќе се уреди со посебна програма на владата, од каде што средства ќе црпи и Министерството за здравство за да ги зајакне програмите за ретки болести, за инсулин и така натаму. Значи, едно поле во кое што навистина сметаме дека треба и понатаму да се инвестира, заради тоа што очигледно дека има иднина. Многу земји во светот, и не само земјите во светот, за прв пат после повеќе децении и Обединетите нации го рекласифицира канабисот во својата листа. Во Канада е целосно легален. Одредени држави во рамките на Соединетите Американски држави го декриминализираат, депенализираат и така натаму. Во други делови во светот тоа се случува. И сега тоа е тоа што сега во овој момент се прави, меѓутоа апсолутно сме отворени и расположени да започнеме една многу широка дебата во општеството, во која што ќе учествуваат сите чинители. Еве, токму на овој начин со граѓанските организации, можеби здруженија на пациенти, сите кои што имаат интерес да ги слушнеме идеите, да ги слушнеме размислувањата, да видиме какви и кои процеси треба да ги преземе. И тука Министерството за здравство не е само, тука има и други институции од страна на државата, Министерството за правда, за внатрешни работи и така натаму, за да видиме што е тоа што треба да се промени, за да има на некој начин промена во целокупниот овој систем преку еден таков инклузивен процес во кој што сите ќе бидат вклучени, во кој што сите ќе го кажат своето мислење, а потоа заеднички ќе одлучиме што е најдобро и за граѓаните и во делот на пациентите ние од страна Министерството за здравство и секако за... Министре, дали вие лично сте отворени за идејата за декриминализација на канабисот за лична употреба? Јас лично да, апсолутно поддржувам. Мислам дека треба да се дискутира, мислам дека треба строго да се регулира, меѓутоа лично го поддржувам тој процес. Добро, ајде ќе видиме во детали што значи тој ваш став, да ги вклучиме во дебатата. Реков во студиото е и Наташа Бошкова, адвокат, познат, кредибилен глас на оваа тема во јавниот простор во државава. Вие неколку граѓански организации, што здружено, што одделно, одново сте гласни на тема декриминализација на канабисот. Дали може накратко да ни кажете што и како замислувате на тој план? Што е вашето барање? Така. Министерот повеќе зборуваше во однос на измената на законот за дроги во делот на медицинска употреба на дроги. Ние години назад сме активни во тој дел. 2016 кога се носеше поднесовме амандмани, но за жал во тогашниот период ние од опозицијата и опозицијата не ги поддржа нашите амандмани, единствено претеничката од Зелената партија Дом ги поднесе, но не најдена поддршка. Она што министерот сега го зборува дека во сегашните измени ќе се прави само измена во делот на овозможување на извоз на цвет, ние немаме проблем со таа измена, но сметаме дека во пакет со таа измена треба додати други измени во смисла на овозможување на поголем пристап на пациентите до поквалитетни различни видови на препарати, зголемување на листата за која што може да се користи канабисот како третман, зголемување односно проширување на можноста и лекари од приватна
пракса да може да го прават тоа. Сегашниот закон предвидува само лекари од јавно здравство. Значи тоа е едниот аспект. Другиот аспект кој што го проблематизиравме низ годините, посебно во периодот кога за прв пат се направи легализација на канабисот за медицинска употреба, паралелно со тоа одеше процес на засилена криминализација на оние кои што одгледуваат по стебло 2 за лична употреба, најчесто И за... факт е дека е така. Секој ден слушаме соопштенија од МВР за фатени прекршители според актуелните законски решенија. И сега сметаме дека таквата ситуација не е фер. Се овозможува на производителите на мокните правни лица да произведуваат, да извезуваат и од тоа да прават профит. Несомнено тоа е интерес на државата и немаме проблем со тоа, но од друга страна сме против да луѓе одговараат кривично за одгледување или поседување за некоја мала количина за лична употреба. Добрите пракси во светот покажуваат дека легализацијата за медицински цели треба да оди паралелно со генералната легализација за рекреативни цели, само така може вистински импакт да се направи врз подобрување на јавното здравје. На тој начин ќе се дестигматизира билката, ќе се дестигматизира и ќе се користи и за медицински цели, а ќе се регулира начинот на употреба за рекреативни. Дали добро ве сватив, употребивте и термин легализација на канабисот? Да. Значи, не само тоа се два различни поими. Значи декриминализација значи дека ние всушност и моментално тоа на сите мои настапи го потенцирам и нашите анализи тоа го потврдува. Значи кривичниот законник моментално не предвидува казна за некој кој што поседува за лична употреба, но е воспоставена една силна пракса низ годините од полиција, обвинителство и судови и најголем дел од луѓето кои одговараат за тој член за дрога 215 всушност одговараат заради поседување за лична употреба. Практично ние во моментот, ако има консензус во институциите, може да се почне да се имплементира декриминализација. Но очигледно дека ваквата пракса отвара можност за допрецизирање на оваа одредба за будина да не се соочуваме со различно толкување на одредбата. Легализација би значило ставање во рамка под кои услови, на кој начин, кој би можел во кои простори да употребува легално канабис. Митровски, знам дека вие сте на слична линија со она што го зборува адвокатката Бошкова, но има ли некакви нијанси што мислите дека се важни и треба да ги кажете дополнително? Лично со Наташа Бошкова има многу слични размислувања, затоа што е можеби единствен адвокат од NGO сектор кој што го почитувам. Меѓутоа, во однос на тоа што го кажавте на почетокот дека ова ретка прилика да невладина комуницира со министерот, тоа е ретка, ако не е уникатна прилика за Билка, инаку не е за операција ослободување, бидејќи знам лично дека имаат редовни контакти. А зашто е министерот селективен и не ја прима Билка на состанок и нема кооперација со Билка, тоа е прашање за министерот, затоа што и по неофицијални канали и официјално си имаме обратено со барање за средба и воопшто и одговор немаме добиено, можеби тоа прашање за министерот во однос на самата декриминализација. Декриминализација на канабис требаше да се случи вчера. Во право е Наташа за тоа што го збори да е создадена една силна пракса, затоа што законот воопшто не пенализира во безбедноста, например, на вашиот дом ако конзумирате канабис, тоа не е ниту прекршок. Прекршок ако го правите тоа на јавно место, односно прекршок против јавниот трети мир. Меѓутоа постои една папочна врска, исто така тоа Наташа го знае многу добро. Постои една папочна врска помеѓу, иако е тоа тотално незаконски, и спротивно на одредбите на законот за кривична постапка, да една папочна врска, една недозволива симбиоза помеѓу обвинителството и судот, која што е можеби најлесно видлива по член 215, каде што во 2009 од навистина благородни побуди се воведе член привилегиран на член 215, односно став да се казнува полесно помало количество на наркотици, меѓутоа остана законот недоречен да не се одреди и тој вакуум го злоупотреби, би рекол, Републичкото јавно обвинителство и тогашниот министер, кој си пропиша така од ракав дека се над 5 грама канабис по автоматизам вас ќе ви донесе обвинение за намера за продажба. И внимавајте добро, тие не велат дека вие продавате, бидејќи намера за продажба е едно од инкриминирачките действија, противправни действија во член 215. Меѓутоа се заборава дека намера за продажба е умислено действие кое што треба да се докажува, кај нас тоа воопшто не е случај, едноставно има една злокобна реченица дека од запленетата количина се гледа дека е за продажби и јас вчера бев контактиран од човек во Прилеп осуден за 5,4 грама, никогаш претходно осуден за 5,4 грама канабис на една година затоа што е застрашувачки. Во делот на легализација на канабис апсолутно дека поддржуваме легализација на канабис, меѓутоа за мене е поразително тоа што во своето воведно излагање министерот, иако е ресорен министер за здравство, цело време става акцент на економскиот дел. Економскиот дел е неспорен и многу нормално да некој да се занимава со таков бизнис, треба да има економски бенефит, меѓутоа јас би сакал да запрашам и министерот и целокупната јавност да си го постави тоа како прашање, што ние имаме, 60 на фирми имаат
имаат лиценци, што ние како бенефит имаме од тоа што имаат лиценци. На пазарот има само 2 компании производи, од кои едната не е ни чисто канабис фирма, туку е фармацевски гигант, и целта на законот беше да се направи доставен легалниот медицински канабис. Тоа не се случува сега, нема да се случи ниту ако се извезе цветот, а ние тоа е едно од првите барања, бидејќи е ступидно да се извезува масло, а да не се извезува цвет. Меѓутоа тоа и да се донесат тие измени нема воопшто ние да имаме лично бенефит. Затоа идеја на билка е и предлог дека треба во законот да се воведе амандман со кој што ќе се услови правното лице кое добива лиценца дека во рок од година и пол мора да излезе со производи на пазарот, се разбира согласно побарувањата на пазарот, во спротивно да му се одземе лиценцата. Инаку ако сите 60 фирми извезуваат надвор, ние дома немаме производи и освен економскиот дел ги занемеруваме правата на пациентите и корисниците. За рекреативниот дел тука ми дури мачно да зборам, не може да ми кажете дека некој има 2 милиона евра и има неограничен број стебла, бидејќи законот нема ограничување за колку стебла може да посадите, се дека исполнувате одредени услови, а дека ако јас си засадам дома само едно стебло за моја лична употреба, ќе бидам жестоко гонет. Не треба да се она што е од нас неофицијални контакти со владени представници, ни ги плаши како контрола ќе си имало тоа. Многу лесно, ќе се регистрирам при Агенција за канабис, ќе плаќам некоја такса од која што ќе се одреди и тоа ќе биде многу лесно подложено на контрола. Во однос само би завршил со тоа дека во однос на декриминализација ние сметаме дека треба законски да се детерминира една количина од 15 до 30 грама канабис која што државата би ја толерирала како количина за лична употреба, при што треба и граѓаните да знаат дека тоа е само кога нема елементи за продажба. Бидејќи 1 грам канабис, ако има елементи за продажба, односно сте фатени на продажба, докази, вага со остатоци од канабис и така натаму, и тоа е кривично дело, тоа не значи дека државата ќе се повлече во целосот од спроведување на законот. Морам да признам дека сум разочаран од фактот да целокупната влада го става акцентот строго на економскиот дел, што не е погрешно, но е парцијално. Министре, еве неколку да кажам забелешки беа упатени до вас. Ајде, еве прво, дали сте навистина селективен, зошто билка не ги примате на состанок? Состанок имав со повеќе здруженија. Јас навистина не можам да знам колку здруженија се и како комуницираат помеѓу нив, меѓутоа одма да кажам дека апсолутно во било кој момент може да организираме состанокот, иако од ова што го слушам може да кажам дека барањата и насоката на дискусијата која што тогаш ја водевме со представници на тие здруженија кои што беа присутни беа малте исти. Така да тука се некаде барањата, апсолутно никој не е ставен по страна и доколку тоа се случило, очигледно е дека случајно и дека ништо не е намерно. Но битно е да потенцирам нешто. Сакам да кажам две работи апропо овие две дискусии до сега. Прво, во делот на економскиот бенефит, па тоа е бенефит кој што директно ќе го осетат и нашите пациенти. Значи, таа програма која што ќе биде програма на владата и која што ќе разговара за тоа како ќе се користат средствата од даноците, ќе биде намената меѓу другото и во програмите на Министерството за здравство. И ние така почнавме да ги изголемиме програмите у делот на ретките болести. Затоа имаме и согласност и поддршки од здруженијата на пациенти со ретки болести. Понатаму, она што го размислуваме во делот на проширување на дијагнозите, проширување на бројот на лекари специјалисти по специјалност, оди у прилог на тоа дека сепак, како еден од приоритетите, е интересот на пациентите, имајќи го предвид и сегашниот интерес кон сегашните специјалисти кои имаат лиценца практично да ги даваат овие два рецепти за медицински канабис. И таа една многу битна работа е токму оваа дискусија. Значи, токму ваквиот начин и токму отвореноста на Министерството, на целата влада, да дискутира, да слушне, да видиме како треба и што треба и вистинските потреби да дојдат од главните чинители од фокус групите, е тоа што ме прави сигурен во тоа да верувам дека ова ќе биде успешен процес и дека не веруваме у наметнати решенија, туку токму вака, заеднички, со состаноци, ако некој бил исклучен во било кој момент, може да дојде на состанок, да видиме, да поразговараме и да знаеме точно во кој правец се движиме. Министре, слушнавме и од адвокатката Бошкова дека
Законот на некој начин може би и соодветно поставен во делот на декриминализацијата за лична употреба, но дека проблем е праксата. Митровски зборуваше за една чудна симбиоза на обвинителството и судот на тој план. Дали вие лично сте присуствувале на дебата во владата на овие теми? Да, вие не сте министер за внатрешни работи, но предпоставам во некаков поширок состав оваа тема би требало да биде отворена до сега. Прашањето е комплексно, опфаќа повеќе сектори, повеќе институции. И тоа што ние сега го правиме како активност на Министерството за здравство, апропо овие барања кои што сега ги слушаме, овој не е доволно, значи ова измена на законот е нешто сосема друго. И затоа во оваа дебата која што мислам дека треба да се развие во следен чекор, би дошло промена не само на законот за опојни дроги, туку и во други закони, например кривичниот закони за кои што мора да се вклучат и представници на Министерството за правда. Така да ова што сега го кажував како наша активност, а како надградба на сегашниот систем кој што во овој момент го регулира одгледувањето, лиценцирањето на компаниите за одгледување медицински канабис, извозот, понатаму во делот на препишување од страна на лекари специјалисти е нешто што е само наша активност. Меѓутоа ова бара е на вистина широка дебата во општеството да се слушнат буквално сите чинители. Ова не можеме ние само како сектор за здравство да го водиме, ниту пак е се во наши ингеренции. И затоа оваков еден процес кој што сметам дека еве ова нека биде примерот како тоа треба да изгледа на отворена и јавна дебата на повеќе нивоа и на ниво на различни министерства, повеќе министерства заедно, на ниво на владата заедно со граѓанскиот сектор да ги најдеме решение. Дали вие лично би поддржале можност за одгледување на канабис, како велат, по неколку стебла за лична употреба? Јас лично поддржувам декриминализација. Меѓутоа за сите други работи и за сите аспекти мислам дека треба сите заедно да зборуваат. Знаете што има едно прашање во ред е декриминализацијата, но следното прашање е од каде ќе го купуваат канабисот тие кои што ќе имаат можност да го употребуваат лично. И од тука веројатно оваа дополнителна теза и барање на невладините дека треба да им се дозволи на граѓаните за лична употреба да имаат можност да одгледуваат по неколку стебла. Едната форма на декриминализација веројатно ќе би опфаќала, и тоа се веќе делови во кривичниот закон, не би сакал да разговарам тука сам без представници на Министерството за правда, веројатно ќе бара измена во дел од членови законот, кој што тоа ќе го дозволи. Но повторно ќе кажам, сметам дека на тоа како ќе се направи, во кој дел ќе се направи промената, мора да седнеме сите заедно и да разговараме. Како што ја почнавме дебатата овде во Министерството за здравство со представници, нормално со извинување што ако некој не бил, еве слушнав дека не бил присутен, дека така треба да продолжиме. Добро, министре, ви благодарам за учеството во оваа дебата, ќе во ослободиме со оглед на обврските, ќе продолжиме да разговараме со представниците на граѓанскиот сектор. Благодарам уште еднаш. Бошко, од ова што го слушате, дали мислите дека сте блиску, да кажем, со извршната власт да најдете заеднички јазик? Да, тој сум му кажала и во неколку наврати претходно дека за прв пат после подолг период, имајќи преди дека 20 на години од наша страна доаѓа барањето за декриминализација, веќе имам чувство дека е таа двонасочна комуникација, веќе почнуваме да ги приближуваме ставовите, останаа отворени прашања кои што ќе треба да се доформулираат. Јас мислам дека ние доволно долго време, веќе половина година зборуваме за тоа дека треба да седнеме и да веќе почнеме конкретни чекори да превземаме. Мислам дека веќе е крајно време за тоа. Имаме декларативна поддршка од премиерот, еве министерот за здравство, ние неодамна имавме и конференција меѓународна каде што учествуваше министерот за правда, министерката за труд и социјална политика, сите изразија свој личен став и спремност да се влезе во процесот на формулирање на моделот на декриминализација и легализација. Така што еве мислам дека дојдено времето да некој од министерствата, може Министерството за здравство да поднесе информација до владата да формира една работна група
составена од поширок состав институции, невладини експерти, кои што ќе почнат да веќе зборуваат за конкретни решенија, кои што ќе бидат ставени на предмет на дискусија на јавна расправа. Ние вака дискутираме за секој свој лично како си замислува декриминализација, легализација, но мислам дека треба да имаме на хартија ставено некаква рамка која што ќе биде дадена на увид на јавноста и ќе може да дискутираат сите да дадат свој став. Може би треба вие да ја подготвите па да ја доставите како Па ние очекуваме предлог. ова да биде институционален процес. Значи ние како невладини може да седнеме и да ги напишеме предложите и да ги предложиме како што се случи со амандманите во 2016-та, минатата година ги поднесовме амандманите и еве сега пак застапуваме за амандманите. Митровски, вие сте меѓу другото магистар по правни науки. Вашата магистерска теза одбраната на правниот факултет Јустинијан I е на тема легализацијата како начин на сузбивање на трговијата со наркотици. Можам да претпоставам дека базичната теза при тоа е дека легализацијата води кон сузбивање на трговијата, на недозволената трговија, така? Токму така, само за кратко, Васко би сакал да искоментирам, мене ми е жал што министерот немаше, претпоставам дека има и други обврски во однос на делот на, само ова не се спомна, е многу важно, во однос на делот на состојби каде што може канабисот да се користи, кај нас, а овој премиерот го збореше деноиве, кај нас тоа заглави на само 4, и тука вие најубаво можете да видите каков е интересот на државата. Кога кажам државата, не мислам само на оваа власт, мислам и на претходната, каков е интересот за пациентите, затоа што заглави на само 4, додека во Германија точно информацијата што кажа премиерот дека сега е на 68, меѓутоа пред 3 години кога почнаа беше на 3, се извинам, на 20, и секоја година се ревидира. Кај нас тоа не се случува заглави, меѓутоа министерот тука сметам дека не може да се амнестира затоа што е тоа регулирано со правилник кој тој го носи, тоа може да го направи малтене веднаш. Дополнително правилникот е, јас ќе се извинам, меѓутоа со идиотски одредби дека само лекари, само специјалисти од јавно здравство може да препишуваат канабис, и ние имаме некоја парадоксална ситуација да лекар во приватна болница може да оперира срце, да може да прави операција на отворено срце, а не може да припише канабис, и тоа може министерот да го сака и утре да го смени. И апсолутно не се согласувам дека е случајно што Билка е изоставена, затоа што Билка беше дел од операција ослободување, односно требаше да биде дел од операција ослободување, па заглавивме на одредени работи. Јас и на Наташа лично и на нивната организација им забележувам за преголема кооперативност, бидејќи сметам дека ќе бидат искористени како алиби, меѓутоа тоа си е нивни здруженија и нивни активности. Митровски, бидејќи втор пат го кажувате тоа, Бошкова, што велите вие за овие забелешки? Во однос на што? Па еве дека сте премногу кооперативни со власта. Па ако сакаме да смениме нешто, мораме да се сретнуваме со власта и да ги изразуваме нашите ставови. Еве гледаме дека и после неколку средби со представници од доносители на одлуки, ние се уште имаме одредени разидувања за кои што власта смета дека треба да седнеме и допрва да разговараме. Мојот предлог, предмалку што го дадов, беше да се отвори широка дебата, но не само дебата, него да се формира конкретна работна група кај што ќе бидат вклучени сите и да почнеме да работиме на конкретни решенија. Единствено само со институциите и системот можеме да ги направиме промените. Ние може вака да се зборуваме. Тоа не е спорно, меѓутоа Билка со операција ослободување се раздели во 5 до 12, кога се инсистираше, ова Наташа може и да не е запознаена, да се стави во еден од предлозите кој подоцна патем го немаше, да канабисот се оданочува со 70%, што е една сулуда ставка, да има ДДВ од 70%, што е лудило, па го намалија на 55%. Тоа ќе биде контрапродуктивно, затоа што ако вие го направите легалниот канабис да биде ултра скап, не сте постигнале ништо, бидејќи црниот пазар не само што ќе опстои, туку и ќе биде потекнат. Знае Наташа дека сум во право, меѓутоа не би одел сега во насока на тука да се препирам во однос на тоа прашање што ми го поставивте. Секако дека легализација ќе го убие црниот пазар. Сакам да потенцирам дека од еден висок државен представник имаше опонирање сега на дека не сме подготвени да пушиме, не знам, така беше формулирано, цигари место марихуана. Да го именуваме точно со име и презиме, станува збор за председателот на собранието, Талат Џафери, кој што рече дека нашето општество во овој момент не е подготвено тутунот да го замени со канабис. Мислам дека коректно. Прво тоа никој не го бара.
прво тоа никој не го бара, второ знаете што е васко парадоксална ситуација, да се цигарите, односно тутунот, докажано штетни, докажано предизвикуваат канцер и сега тоа му е прифатливо на председателот на собрание секој да може да конзумира цигари, ама канабис кој што е докажано нештетен и има одредени сайд ефекти кои што може да се јават, кои што се привремени и кои што се смешни во споредба со тутунот, сега тоа ние не сме биле подготвени да го прифатиме. Апсолутно сметам дека и таа политичка партија може да биде и ќе биде и он најавува дека ќе го опонираат и дека ќе биде пречка во однос на вашето прашање секаде каде што се примениле вакви политики, секаде дале позитивни резултати. Земете ги вие официјалните на Европското тело за дроги на Европска унија, земете ги податоците за користење на канабис кај младата популација во Холандија од 15 до 24 години и ќе видите дека е под европскиот просек. За каков муабет разговараме? Во Велика Британија, например, е многу над европскиот просек, а еве таму е канабисот нелегален. Најпозитивен пример за ова, Наташа ќе се согласи со мене, ако не се согласува за другите работи, секако е португалскиот модел, што не сум застапник да се копи-пейстира, нормално дека ние имаме специфичен систем и треба да се прилагоди, меѓутоа јавноста би требало да знае дека во 90-тите Португалија имаше една хероинска епидемија со месечна преваленца на некогаш и до 2,2% на употреба на хероин, што е страшно висок процент за таков тип на наркотик. Откако во 2000-2001 се спроведе декриминализација на меѓутоа не само декриминализација, туку и програми за намалување на штети. Например, таму ако ве фатат со наркотици првпат, ви одите кај на комисија составена од психолог, психијатар и правно лице кое што ве советува и кое што оди во насока на тоа да ви помогне, а не само да ве санкционира. И сега имате месечна преваленца на користење на хероин од само 0,1%, драстично намалување на смрт од предозирање, драстично, значително се извинувам, намалување на болести кои што се пренесуваат преку неконтролирано интраверзно користење на хероин и така натаму, и се тоа позитивни бенефити кои што не смеат да се занемарат. Во однос на моделот кој што ние го предлагаме, апсолутно сме согласни да се продава канабис по локали, меѓутоа тоа е дискутабилно доколку се дозволи стапката која што првично се залагаше од операција Ослободување, а потоа магично ја снема, тоа само ќе дозволи да канабисот биде достапен само со оние со подлабок джеб и црниот пазар ќе се потикне. Меѓутоа, се согласувам со Наташа Бошкова дека ние слушаме од премиерот вели еве ние цветот ќе го дозволиме во сега не знам во јануари, а за друго ќе разговараме во година. Не, тоа треба да оди според нас во пакет. Не гледам што е проблемот да оди во пакет и да се еднаш за секогаш реши тоа прашање. До 3 растенија за рекреативна употреба, до 10 растенија за медицинска употреба, нормално со доказ дека вие имате медицинска состава која што државата ја препознава и апсолутно подложни на контрола при Агенција за канабис, тоа нема никаков проблем. Добро, Митровски. Бошкова, интересно е дека не само Талат Џафери, туку и други високи политички представници на етничките албанци во оваа земја се изјаснија против. Вие сте ги контактирале партиите на албанците во Македонија на оваа тема? Имате ли објаснување зошто тие би биле против? Јас не слушнав искрено некои сериозни аргументи на страната на противење на декриминализација, освен тоа дека не сме спремни. Не верувам дека не сме спремни. Податоците, колегата Деков пред неколку дена имавме јавен настан кај што образложи податоци во однос на бројката, преваленцата на луѓе кои во возрастна граница од 15 до 64 години, дека и не е така мал процентот на луѓе кои што барем еднаш во животот пробале канабис или последниот месец користеле канабис. Да, така тој што се повикуваше на официјални бројки Институтот за јавно здравје, од точно. 2017 Така. до душе и нивната анкета, Па се на 2 годишни истражувања и покажува дека само во последниот месец на истражувањето 60.000 граѓани рекле дека конзумирале канабис. Така. Ја нека ги спомна моделите од другите земји, значи еве, оние кои што вовеле декриминализација и легализација, се намалила преваленцата на употреба на канабис, посебно кај лица под 18 години, се намалил криминално, значи има низа аргументи Може на ли да страната ги објасните? Најчесто се споменуваат и Митровски зборуваше за португалскиот и за холандскиот. Така. Пример, што е разликата, што е Португалија, што е Холандија?
Португалија е земја каде што се декриминализирано поседувањето и употребата на било која супстанца, вклучувајќи го и канабисот. Луѓето кои што се фатени со одредена количина за лична употреба, односно има предвидено за 10-дневни дози доколку поседува во себе, не е предмет на кривично гонење, туку се препраќа на една комисија која што е составена од социјален работник, психолог, доктор, адвокат, правник, каде што се разгледува индивидуално состојбата на лицето, дали му е потребен третман, дали му е потребно вработување, социјална помош, здравствена помош и така натаму. И не подлежи на санкција заради тоа што поседува одредена количина на било која супстанца за лична употреба. Холандскиот модел од друга страна е на хартија е забранено да се одгледува и да се употребува канабис и да се поседува канабис за лична употреба, но постои една пракса на толеранција на обвинителството и вклучувајќи ги и другите институции на неказнување на, не знам, до одредена 5 грама или 5 стебла, сега точно како беше количината, така, е легално употребата, сите се ги познавани кофишопови низ Холандија, каде што по одредени услови, одредена количина колку може секој поединец да купи, на дневно ниво колку може да потроши кофишопот и така натаму. Значи, пропишани правила на кој начин може да се конзумира на одредени места канабисот. Митровски споменува 3 стебла за лична, рекреативна и 10 стебла за медицинска употреба. Што мислите вие? Јас токму тоа мислам дека треба да биде предмет на таа дискусија во работна група кај што ќе влеземе конкретно во моделот. И јас исто се согласувам дека ние не треба да ги пресликуваме сега моделот на Холандија тој дозволува до 5 стебла или Португалија дека дозволува до 10-дневни дози на било која супстанца. Да седнеме да видиме која е културата на употреба на канабис во нашата земја. Значи да го контекстуализираме моделот кој и добрите пракси кои што веќе се покажале како позитивни во другите земји. И сега зборување за конкретни количини, јас стварно не би одела во овој момент да предлагам дали тоа 3, 5 или 10. Од друга страна исто Јанаки спомна ставање на количина во кривичниот законник. Имајќи предвид како до сега се применуваше кривичниот законник, јас се плашам дека дури 30 грама да стои како количина за лична употреба, не мислам дека некој со 31 грам кој што исто така немал намера за продажба дека треба да лежи затвор. Дека обвинителството исто така треба да ја докаже намерата, што не се случува во моментот. Единственото само поседување на одредена количина се третира како кривично дело. Така што и тоа исто мислам дека ќе биде предмет на дискусија на таа работна група која што ќе треба да ги формулира законските решенија. Митровски, вие кога велите од 15 до 30 грама, на што конкретно мислите? Мене ме прашувате? Да. Само би се надоврзал и ќе ви одговорам во однос на холандскиот модел. Тој не е нужно, треба да се знае дека на прво холандскиот модел тоа што го кажа Наташа, меѓутоа кофишоповите повторно си играат, односно одгледувачите си играат мачка и гушет со полицијата. Повторно илегално, додека влезе во кофишоп е илегално, кога ќе влезе во кофишоп кој што е лимитиран на половина килограм, во секое време не смее да има повеќе од половина килограм, тогаш веќе е легално. И кај нив сега има една иницијатива и одгледувањето и продажбата на кофишопови да се регулира во однос на тоа што го спомна Наташа. Точно е тоа, меѓутоа тоа не може да го регулираме со закон. За жал кај нас симбиозата и тоа е генерална, само јас ви кажам дека е најсликовито, може лесно да се види во член 215, примената на член 215 или гонење. Меѓутоа, таа симбиоза недопустива помеѓу обвинител и судија влече корени од комунизмот, кога веројатно биле се третирале како едно те исто, и многу тешко, еве на скопското подрачје можеби работите полека се менуваат, меѓутоа во градовите во внатрешноста состојбата е страшна, они самите си се перцепираат како да се еден ист. Мене обвинителот Штип например отворено тоа ми го има зборувано дека било нормално тие да си се помагале со судот затоа што биле државни органи. Судот не е државен орган за разлика од обвинителството, судот е власт. 15 до 30 грама беше конкретното прашање што? Вие споменувате дека сметате дека треба да се дозволи 30 грама би била месечна доза, односно она што го потенцираше и Наташа, 30 дневни дози, односно зашто би сакал јас да одам да купувам секој ден по 1 грам канабис, би си купил еднаш во месецот 30 грама канабис и тоа ќе ми биде за цел месец. Точно е тоа дека и 31 грам треба да докаже обвинителството, па и 200 грама треба да докаже дека е намера за продажба, меѓутоа, односно дека е за продажба, меѓутоа веќе кај намерата за продажба тоа може да се, јас смекам барем дека може да се детерминира со количина. Вие никога не можете да убедите дека 1 килограм канабис е за лична употреба, затоа што не е. Едноставно количината е преголема. Меѓутоа, тоа што сега се пропишува како 5 грама е премалку, а и тоа што ми е потенцирано од страна
председателот на знам како 10 грама, прво е пресликување од португалскиот модел и второ според мене е повторно премалку. Тоа е различно детерминирано во различни земји. Во Португалија е 10, во Чешка е 15, во Шпанија е 70, така да ние треба да ги видиме нашите модели и интереси. Јас сметам дека таа граница, тој распон меѓу 15 и 30 грама е соодветен. Колку е 1 грам канабис на црниот пазар? Тоа е во зависност од, видете, кај нас, например, кога бев дете, јас кога бев средно школо, имаше, пазарот беше поделен, црниот пазар беше 50-50 на така наречена природњача, односно домицилен, домашен, светло-зелен природен канабис и така наречена прсканица која што претежно доаѓаше од Албанија. Со тек на времето албанскиот канабис го замени македонскиот во целост на црниот пазар, меѓутоа како поминуваше времето станува пристапни хибридните стрейнови кои што се доста скапи. Например, хибридна сорта, убав хибрид би бил меѓу 8 и 10 евра по грам, и сега вие ако ние на тоа го легализираме и ставиме на тоа ДДВ, акциза, нормално очекување за профит на тој што го продава, така и ако го прифатиме тоа што се предлага од владата, има кооперација, ако го сака нега се налути Наташа и во тој дел и од нив, во тој случај ние ќе доеме до некоја цена од 15 до 20 евра, што ќе има контраефект, како што претходно појаснив. Се согласувате со ова? Па ја не знам Јанаки од каде тие проценти за ДДВ, значи едноставни се барањата на операција ослободување. Јас ги имам на мејл листа од која што вие не бевте дел и во која што беше. Па добро, ама операција ослободување пред неколку месеци јавно ги промовираше барањата и не отстапуваат од она што Јанаки досега го зборуваше. Декриминализација на поседување за лична употреба, декриминализација на одгледување на одредена количина на стебла за лична употреба, одвојување на финансиски средства од приходот од производителите за пренаменување на средства за поддршка на маргинализирани заедници, зголемување на листата на болести во Законот за дроги, учество на представник на невладина организација во Агенција за канабис, која што се планира да се формира, така што конкретните барања кои јавно беа промовирани пред неколку месеци од операција ослободување воопшто не се разликуваат од она што Јанаки го кажуваше. Митровски и Бошкова, мораме да завршуваме, ви благодарам. Мораме да завршуваме, Митровски. Еве, ќе завршам со ова во однос на средствата, бидејќи тоа испуштив да го кажам. Кратко само. Кратко многу. Значи, во однос на средствата, ние имавме една идеја која што беше да се одреден дел од средства да одат не во форма на пари, туку во форма на производи. Значи, или да е тоа цвет од канабис или да е масло од канабис за луѓе кои што се од социјално ранливи категории, тоа не може да се го дозволат. Владата тоа го испреврте тотално и сега имате една форма на, по мое лично мислење, не на билка, легален рекет од 20% поодно чување, кое што после ќе се со програма ќе се допрецизирало. Ние сметаме дека се што тоа треба да се стаи, треба да биде во законска рамка, затоа што сите сме свесни и каков бенефит сме виделе за 30 години од буџетски политики и програмски политики. Со ова се согласува и бизнис секторот дека е исклучително штетно, затоа јас и Билка лично сметаме дека е многу посоодветно да се условат правните лица да пласираат производи на пазарот, или доколку мора тоа да оди во проценти, да биде до 2 до 3% во еден солидарен фонд или за така наречена општествена одговорност. Готово, толку. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Темата ќе биде актуелна и ќе биде повторно присутни во 360 степени. Одиме на реклами, а потоа е саботажот. Потребата за реформи во образованието е од исклучително значење, но од наставните програми никако не треба да исчезне историјата, бидејќи и поблиското минато многу често станува предмет на заборав. Фактите говорат во прилог на таа потреба. Само се бубаат бројните непотребни податоци, а потоа ништо не се памети. Сите збориме дека се неопходни реформи во основното образование. Тие почна и во времето на министерката Десковска и на министерот како се викаше претходниот министер Арбер, ако не се лажам. Сепак има и представници кои нудат аргументи за концептуално решение кој ќе биде базирано на интегративна основа. Причина за тоа се изложените податоци кои укажуваат дека е неопходен
мултидисциплинарен период при изучување на материјата. Да запамтиме, најголема политичка партија во собранието е ВМРО ДПМН, која има повеќе пратеници од партијата СДСМ. Се уште ВМРО е најдобар, со најдобар резултат на избори. Но зошто гласа луѓето за СДСМ веќе надминува рационални рамки, надминува памет кој ние сме можеле да научиме низ искуство и школа, тоа е веќе работа за клиничко испитување. За некои социолози, за некои психолози, социјални психолози и така натаму, но не во ова време. Ова време е навистина тешко се да се проучува со таков пристап кон нештата, со оглед дека нема критичка дистанца, неопходна за образовниот процес. Сепак видливо е отсуството на адекватна едукација која се спроведуваше години наназад, па е нормално од такви услови да се појавуваат и жртви на тие волнени времиња. И тешко, волната веќе 2-3 години, веќе 2 години посебно нич не ја зимат. Но не е секој по волната од има такви кои што постојано се обидуваат да ја продадат кожата. И тоа секогаш скапо и ексклузивно. Ама тоа не само што не им успева, туку тие наместо да си ја кренат цената, влегуваат во историската литература како продавачи на скај, кој не е ниту превртена, туку е лажна кожа. Еве, ексклузивно ја споделам за Канал 77 дека ВМРО ДПМН работеше со овие 4 држави да спречат условот историја да влезе во заклучоците на Европска унија. Unfortunately, certain entities in North Macedonia have started to spread false information about their influence on the decision-making process in Prague and Bratislava related to the processes within the European Union. Фалбите, особено невистинитите, не придонесуваат за кредибилност, а таа е особено важна за оние кои се обидуваат да се представат во позитивна светлина, нудејќи се себе си како достојна замена. Тие би требало барем редовно да се брифираат, за да може така и да рефлектираат. Умна влада, паметна влада, со паметни политичари. Барем 5 амандмана ќе прифатиш. Беа прифатени 18 амандмани на опозицијата. Барем 5 амандмана не заслужија внимание од страна на владата. Беа прифатени 18 амандмани на опозицијата. Барем 5, не мора 100 да бидат. Треба уште да се нагласи дека ова не е првичниот предлог буџет што го достави владата до пратениците, односно е дополнет предлог на буџетот, затоа што беа прифатени 18 се извинувам амандмани на опозицијата. И на крајот, проценката за реформските процеси и успешноста на власта и за стратегијата со која опозицијата им се додворува на граѓаните. Сите перат, пари мами еват, сите се борат за столо. Реформа е потребна, ама најпрво на политиката, оти само од неа е се тоа во десетина зборови с концентрирано знаење, стекната со помош на незината долгогодишна интегрирана едукација, комбинирана со практична настава. Пријатно до понеделник во 22.